Добро дојдовте, почитувани слушатели. Денес во програмата на Радио Јехона Куманово ви подготвивме подкаст на една мощна и актуелна тема – безбедноста на децата во дигиталниот простор. Општина Куманово финансиски поддржа проект со наслов Дигитална заштита за секое дете, кој го спроведува Институтот Пулсот на демократија од Куманово. Со нас во студио е господин Енвер Салии, координатор на проектот. Господин Салии, добро дојдовте. Благодарам за поканата. За почеток, кажете ни нешто повеќе за самиот проект. Која е неговата цел и што е она што сакате да го постигнете? Проектот Дигиталната заштита за секое дете произлезе од една реална потреба што ја гледаме секојдневно. Нашите деца се повеќе се присутни онлайн. Интернетот нуди огромни можности за учење, комуникација и забава, но истовремено носи и ризици. Изложеност на несоодветни содржини, можни злоупотреби, сајбер насилство, па и други контакти со лица со лоши намери. Нашата главна цел е да изградиме свест кај родителите, наставниците, младите, дека дигиталната безбедност не е луксус, туку таа е неопходност. Ние сакаме да создадеме заедница во која сите ќе бидеме внимателни и одговорни, а децата ќе растат во средина каде што технологијата е алатка за нивен развој, а не е закана. Проектот е поддршка од општина Куманово. Колку е значајна ова поддршка за реализација на вакви иницијативи? Поддршката од општината е една клучна алатка кога локалната самоуправа застанува зад вакви или слични иницијативи, со тоа испраќа порака до граѓаните дека ова е важна тема за целото општество, а не само за една организација. Со обезбедени финансиски средства, кои со тие ние можеме да ги реализираме креативните медиумски производи, 2 видеоклипа и 1 подкаст, со кој ги објавуваме целите кои сме ги постигнале на пошироката јавност и пошироката публика. Со ова поддршка покажуваме дека институциите и граѓанскиот сектор можат заедно да работат за доброто на децата и тоа е еден вистински модел кој вреди да се негува и во иднина во нашата општина. Еден од клиповите веќе е објавен под наслов Децата пред дигиталниот мрак. Што содржи тој клип и каква е неговата порака? Клипот ја има за цел да ја доближи темата до секој родител, наставник и до секое дете. Започнуваме со позитивни сцени. Секој ден во Куманово се будат насмевки од детски очи кои блескат, што ги представува нашите деца или млади кои што се радосни со доаѓање на секој ден. Но потоа поставуваме едно предупредување дека зад екранот постојат и ризици. Интернетот е навистина место за учење и забава, но во одредени моменти може да стане закана. Затоа во клипот упатуваме многу јасни пораки. Не споделувајте лични податоци, пријави сомнителни пораки и на крај испраќаме клучната порака. Заедно ги чуваме нашите деца. Целта е децата да научат дека те имат право на безбедно дигитално детство, а возрастните да ја преземат својата улога како нивни заштитници, во нивната активна улога во дигиталниот свет. Какви реакции добивте од јавноста по објавувањето на првиот клип? Можам да кажам дека реакциите се навистина позитивни. Клипот брзо се прошири на социјалните мрежи и добивме голем број коментари и споделувања. Многу родители ни пиша дека за прв пат на едноставен и разбирлив начин им го објасниле на своите деца зошто не треба да споделуваат лични информации. Наставници пак ни рекоа дека клипот ќе го користат на часови за да покренат дискусија со учениците. Ова е токму она што го сакаме. Нашите материјали да бидат алатка што ќе се користат и понатаму, а не само една еднократна употреба за само еден проект. Туку тие се алатки кои што ќе користат и понатаму во процесот, во образовниот процес во Куманово, така и за сите родители кои што нивните деца секојдневно се соочуваат со исти или слични проблеми. Проектот предвидува уште еден клип. Што можеме да очекуваме од него?
Да, вториот клип е веќе завршен од технички аспект, но ќе биде објавен малку подосна за да има континуитет. Неговата содржина ќе се надоврзе на првиот, но ќе донесе нови пораки фокусирани на превенција од дигиталните злоупотреби и потребата децата секогаш да се советуваат со родител или наставник кога ќе се соочат со проблеми на интернет. Сакаме да градиме постепена приказна. Првиот клип беше аларм дека ризиците постојат. Вториот ќе понуди решение и да даде охрабрување дека постои начин децата да се заштитат и да уживат во предностите на технологијата без никаков страф. Во рамките на проектот е предвиден и подкаст токму како овој што го снимаме сега. Што сакате да постигнете преку него? Подкастот е можност за подлабок разговор со новинарот, како и објавување на ставовите на пошироката јавност. За разлика од видеоклиповите кои се кратки и силни пораки, овде немаме простор да објасниме, да дадеме примери, да понудиме совети. Во наредниот период ќе поканиме и експерти, психолози, IT стручњаци, наставници кои ќе зборуваат конкретно за темата за заштита на децата и родителите, како и училиштата како да се вклучат. На тој начин ќе создадеме база на знаења која ќе остане достапна и по завршување на проектот, која може да се користи како едукативен ресурс. И за крај, какви се вашите очекувања во завршувањето на проектот? Нашето најголемо очекување е дека темата ќе остане жива и по завршување на проектот. Сакаме свеста кај заедницата да се подигне, родителите да знаат дека не е доволно само да им дадат таблет или телефон на децата, туку и да разговарат со нив за ризиците. Наставниците да знаат дека може да бидат сојузници во дигиталната едукација, а децата да научат дека имаат право да кажат не и да побарат помош. Ако успееме да направиме дури еден мал чекор кон посигурно дигитално детство, ке сметаме дека проектот ја исполнил својата цел. Господин Сали, ви благодарам за ова искрено и детално интервју. Драги слушатели, денес разговаравме за проектот Дигитална заштита за секое дете, што го реализира Институтот Пулсот на демократијата Куманово со поддршка на општина Куманово. Првиот креативен клип е веќе достапен под наслов Децата пред дигиталниот мрак, а наскоро ќе биде објавен и вториот.